Да, гевгелизам и гевгелисување, ама нели пак се так сакме да бидме европски, светски настроени, затоа како што се личи во светот обично испаѓа директорот на институцијата која што стое како издавач на оваа книгичка. Јас го најавам Стефан Марковски. Фала ти на најавот, Стефчо. Драги пријатели, ми е стварно многу драго за оваа книга на Стефчо, што е дел од трилогијата досегашна гевгелиска трилогија. И би сакам многу да ги поздравам сите негови напори до сега, неговата истрајност. Се надевам дека ќе има и тетралогија, пенталогија, хексалогија, затоа што освен што мислам дека има материјали за тоа, исто така мисламе дека значи Стефчо придонесува кон културниот живот на градот, буквално го збогатува со оваа книга, затоа што доловува една универзалност преку поединечноста, преку нашето, преку гевгелиското, која што универзалност е и топлодушност препознаена, без разлика дали читателот е од тука или од било кое место на планетата. Да не должам многу, мислам дека Дејан Мазарков има многу повеќе да каже или да направи поточно оваа вечер, од било што би може аз да кажам. Само би посекал да уживаме во оваа вечер и максимално да ја изгевгелисаме. Благодарам. Јас стварно очекував оти ќе дојдат луѓе, публика, и што да кажам, освен едно фала на поддршката, преги кажах во една прилика, нема да лафам литературно оваа вечер. Ќе пробам да не лафам литературно, оти поводот е диалектот. И кажах во прва прилика, оти сите мои луѓе се тука и стварно благодарам, фала, оти ако не сте вие, јас зашо ова ќе го правам? Мислам, нели, нема поента. А дури на Алфред Хичкок целиот став е тука од филмовте, гледам, ќе ни бидат публика и на мене и на гевгелизмите ваа вечер, што нема многу да лафам, не е ова класична промоција, не ни сакав да биде таква, опс, обрнах на литературно, а ќе имам и такви киксове ваа вечер, ќе лафаме на литературно, ќе лафаме на гевгелиски. Не ми беше идејата да биде класична промоција со промотор, со јас да седам, некој да ма фале. И идејата беше хајде да направиме да биде промоција со антипромотор или провокатор. Или има, ќе видиме како ќе оде тоа. Сега на почеток јас сакам да прочитам нешто од ваа книгичка. А колку ќе читам, ќе видиме как ќе тргне и ако ви се ареса, може и до сабајле да се читне, пишо. Попарувајна од вонкашна чешма. Колку и да се брке воа доживљај, колку и да се очекаве намерно и спремно, секој пат е јако изненадување. Најубаво е апсаздан кога на сред лето човек е угоран од жешко, загоран од слънцето, тогаш да се усете воа нешто. Сато жаран, човек кој е залетен на дека некоја чешма што е вонка, никак нема да помисле оти може да се попаре од воата што ќе потече. Таа е таа прва војчка што е угорана од гевгелиското лето и што потечаве кога ќе се одврте славините на чешмата, а другата ръка ја прачекаве со желба да се натопе за да се разладе. Доста и пола саат никој да нема пуштено чешмата пред моментот за кој што тук се лапва. И да е под сенка, џабе е. На лето вонка е 40, а оште па и да е на припек, ефектот е олеле мори мајко.
Тој е таков еден секундарен крик, исполнен со рефлексно рипнување, офнување и пцујање, што најубаво го долове разбирањето на таа реченицата, што ја кажуваат скоро секоја вечер на вестите. И денес најтопол град во државата беше Гевгелија. Воа попарување е оште побитер и може да боли и неколку дена после джишнувањето, ако се направи истото од црево за вадејне бахча или прскајне двор, ако цреавто е кладено на чешмата и го печело летно слънце. Тоа пречекување на првата војчка што ќе испадне од него, а врежуве топлата Гевгелија у секојдневното многу дълго. Или, как што би кажале поучено, создаве и оставе трајни вредности. Са двумом, не знам кој е попарува. Та знам по татко ти, мајка ти, дел ти, сестра ти, чич ти, вујна ти, другар ти, колешка ти, мъжот ти, бившата ти. Насловот е тоа. Убавто или не убавто, в градов тако ти Гевгелија е тоа што та знаат. Сега, тоа убаво или не убаво ќе биде зависи за кој как е погодана. Ама колку и да не му е неубаво на човек и да му е бактисано заради ваа работа, не биве чат пат да не му се топле душта баш заради ваа работа. А тоа е да та знаат. Многу интересна работа е тоа што в Гевгелија и ка мислиш оти не та знаат, па та знаат. Не е баш кулај работа, ама таман се е. Има ситуации и ка не знаат од та знаат, па пак и та познаат. Ама најголемо микрокосмичко преклупување на мултидимензионалниот континуум на гевгелизмот се пиќасава в ситуации која мислиш од та знаат, ама кој ти да се прават оти не та знаат, за да не дознаеш од та знаат. За таква ситуација некои луѓе пари плакат за да усетат. В Гевгелија тоа се е така од въздухот. Само треба човек да одбере марулките што му одговара и да си ги дозира вие ситуации колку што му се аресат. Многу интересно кога се појавува некој од страна што никој од Гевгелија појма нема кој е, ако си некој таков јабанџија без гајле, нема да те испада никој, ошто побитно нема ни да те изеде никој. Може да те подпитат така одоколу кој си, шо си, каки баапти. И на најгевгелијски можен начин, леко, без сакал да си вајне, чак може и со малку гордејајне ќе ти кажат: ти изгледа не си од тука, не те знам. Може некој ќе каже: јас немам ни куче, ни маче, ни шетом, ни работом, ни ломотом, по кој да ме знаат? Па баш по тоа ќе те знаат. Кај си е Гевгелијат Зрцалија? Има шо да се апне в Гевгелија и да е нешто така по-гевгелијски. Мандарини, смокви, црнички, калинки, ајде да не ги броеме. Туку има една друга работа в тоа апнувањето. Не е само да се апне. Работата е да се направи разлика кога се апнува, за да се бележи од е апнано нешто што не се апнува било дека. Баш таква е шансата со Зрцалијата. Не е тоа баш обична кајсија. А па баш и не може да се каже оти и не е кајсија. Има некој друг слач, има нешто што и кога човек не знае што е разликата, усеќавата е различна. Дали оте е поситна, дали оте е поддива, дали оте е за изговарање на гевгелијски побарлива. Шо и да е, така е, различна е. А ако па не усетиш разлика, ќе си кажеш сам на себе за на акъл да си кажеш: Зрцалија апнах. И нека не звучи збунувачки, ако на место Зрцалија некде низ Гевгелија се чуе Зрцалија. Апни и гледај си меракот. А дали била со З или со З, остави другите нека ја толкуват. Во ќе се потрудам да го најдам, ама мислам дека ќе ми бие посебно. Само да видам дека е. Не ги знам сите на памет кој на која страна е.
Люта коинска муа на сифулайка. Юли, август, сифулайка, било кој вир. Коинската муа там е. Не треба разочарување ако одма не може да се најде. Само треба да се праве секак што треба да се прави и она сама ќе те најде. На купачи, шо по-голо тело се потопава у водата и ако има место за пливање и скокање се плива и со скоки. Ако нема, тогаш се укотваве телото и се ладе како што се ладе и пиевто или лубаницата подправно со камон да не ја замъкне ректа. Плиске свежа вода и ако човек е поербаб може да се ладе телото додек не се нацитат прстите на ръците. А ако си по-зиморляв, доста и еднъж да се нурне. После се изпаги от водата. Водата от голото тело на купачи никак не трябва да се брише. Дори да помислиш от тя нема. Дори да се развъртиш лево-десно, чудейки се и радовайки се в себе от и може и не е това време от денот. Она векета најдела. Кути хеликоптер шо не зуцнуве, а камо ли па да буче, ти слетала позади коленто на мускулот, ама отзади нели док шо не можеш да видиш, и почнува. Усекиш коти точек на долнина без скочници каса улетаве. Е исто така воа, ама не е точек, тука е болейнеш удар да писнеш от еј коинска муа, почнува да шибе и нагоре и надоле и никак не лаги да закочи. Обично тогаш најтаста ман коментаре: кама изгоре мама и да. Ама тогаш веќе кога си апнан од коинска муа не те е до коментар шо би бил таста мам за моментот. Тогаш ти се отпијави и пиво, ти се одјадави и лубаница, ти одмилеаве се. Ама ти се жигосават спомените, оти од тампана наки, срцето ки ти ку пумпе и капки си фулајка низ венте. Пробах да се спремам да си ги запишам бројките на страните, дек што сакам да ги прочитам тия разкази. Ама сега нещо друго сам. Ајде да видим колко ќе се најдете сега сите ово, колко сте ги вгличајне. Испутувајне после туширајне. За во доживле да е загарантиран, на лагер треба да се овгивгилил в срединта, от срединта на юни до некде крајта на август. Таман сме, не? Не е некоја голема нафака. Само треба да се изтушириш поручочки или надвечер, кога денот е бил запорник на дека 40, се изтуширавиш и нормално си клавиш сува мајца или друг некој партал што те е кейф и што мислиш што ти е таста мам за вечерно уживање. И следно, треба да чиниш само некоја било каква активност, без много запнување. Активности кои за, например, не мора да се набројават тука, ама ај колку да не е без ич, биве ја два пати скали нагоре надолу да се качиш, по дворот летни столове да ги замъкнеш наваки на наки, или малко решетување. Има много работички што завршават на ајне, зависи од шо филм си. Доживлејот за кој што тук се лафе не е баш пријатен, не е баш фино, истуширан и намирисан, пак да усетиш оти тенката летна руба влажно се залепава на тебе, а мишките почнуват да цализгат. Ама касавет много не треба. Не е до тебе. До летната гивгилија е. И до въздухот вонка е. Посебно въздухот, која е бил околу 40, па капнало 2 капки дош, е тогаш испутувањето после туширање е гарантирано, оти тогаш въздухот вонка е коти купатило, в кој шо некој само што се избајнал со жешка вода, а ти влевиш после него, чисто не е така, малко, а догоре закопчен си. Ај уште един само. Или може да те... Може. Да се има един човек. Во нешто не е измислено од Гивгилија. Ни па е само гивгилијско. Такво е живејањето тука на сите под неакто што можеме да го видиме додек не стиге окто.
Ама ако не се спомне во, ако ти гивгилийско, ич не е добро, ни па наистински правилно, оти ки се изпуще и ке фале много битен дел от гивгилизмот. Значи тук се работа за тоа да можеш да кажеш оти имиш един човек, што може да ти завърши некоја било која работа. Не е битно која и каква работа. Секоја работа. Ако саке некоја и најсмотната работа нека е, што човек може и сам да се ја заврши, само малко ако се оподигне гъзот коти која сакиш, нели, да се подместиш, малко да мрдне, ќе ја заврши работата. Ама не. Не е тоа. Работата е да кажеш чеки имам јас един човек за ваа работа. Сега ќе му звонам. Така да нема врска шо работа е. Дали е комшијата што ти поправя пералне, а ти го слушаш колеак, тоа ти бърке мајстор. Дали треба да се сликиш, запасваш па на баджанак од колешката ја трва и работи в полицијата до душа, она архиварка, ама може да ја заврши работа. Дали ти треба торта за накерката роден денот, а на сестрата школската, таа да женте што е васпитачка в градинката, е она супер торти правила така по наръчка. Дали седиш на кебапи со другарите и го гледаш оти се чеше колко царене ќе му изпадне ако купе половен голф од Дупница или од Михен, а баш ти имаш човек што работи на границата и ако не имаш залафано 3-4 години со него, сепак слободно можеш да кажеш чеки имаме един човек за ваа работа, сега ќе му се јавам. Иначе да, сите вие работи много по-скоро можеш да си ги завършиш и сам, ако чукнеш 2 прста на Google врз телефонот. Ама не. Кој нема човек за некоја било која работа, не знае што значи да имаш човек за некоја било која работа. В Гивгилија сите имат един човек за некоја било која работа. И ваа книгичка е испечатана сибеп на един човек што е птенса на оге. Баш за книги, миги и слични такви работи. Значи, ка се има таков човек, много е по-друго. Сега, какво е тоа по-друго, не се обясна лесно, ама се усеќа од е по-друго. Книгата не оти немше да се испечате, ако се немше тоа човек. Секи беше испечатана, ама друго е, каки кам, оти имам човек, дека по-друго е. Колко е сега? Доста е. Дури да се снајдеме, може и познати са вие, ќе одморме со 5 минутки. Истото е, ама малце по-друго е. Сокола на Мучајне. Изректа е стара и не е баш наистина. Кобајаги на Мучајне соколта оде. Салафе кога некој пале кола за да оде до дуќанот, а дуќанот му е до гъзот. И не само до дуќанот, до работа, до кафичот, до комшијата. Не си гивгиличанин, ако барам от време на време не се изпонашиш, да запалиш колата или да викнеш такси, за до негде, дек шо пешки по-скоро ке втасиш. Значи, за најного да се усета воа, палиш колата или викиш такси и се возиш до градот. Стигнуваш за 7-8 минути, там дек шо се кинисал, и се правиш на то шо муанета лазе и скроса избацавиш мислата шо ти вики оти на истото место, пешки ки стигнеше за 4-5 минути. Логиката може ки та гледа на криво, ама гивгилийското ти вике цепи, ти си вправо. Кога ме сте во микрофон? Съгледът не е музичен. Си скараме папирите тук.
Брат ми се събраме на промоция на книга Лексикон на Стефчо Стефанов и Чекай, не ли кажа сега, ки почнем реклами немше или... не платия, не. Ай. Нема. Общин Добре. так, сега затворена, она всеки път затворена, ама ки... нема вез. Ки платят да други път ки прави промоция и ки има реклам. Прашаните ки бидат поставени от вас, драга публикуме, тук е все евидентисано и запишено. Първо да го питаме на Стефчо, защо напиша ова книги, кой му е филмът или шо викат Мировчайне, шо тая ножо. Да, Стефчо, шо е во левгевлесикуване? Побързо ми се мълча. Слушай сега. И аз очеквах добро. Гевгелисувайне. Да, така кажа. Гевгелисувайне, от кога го пладех. После си викам, чекай бе, ние викаме гевгелия, не ли? Ама корица е. Гевгелисувайне. Интервю правиме сега, така? Да, то ти говорим. Сега свати. Гевгелисувайне. Имам в предговорот кажано бея работи. Баше некни един колега, нели, беше ми спомнал, чеки малце глагол, а не е глагол, шо е воа? Да, за мене, и аз го пишах, символички глагол. Действие. Значи, за мене е действие, гевгелисувайне, живеяйне, бактисувайне, алантисувайне, се живоправейне. Ама това да се дешава в Гевгелия, шо, со един збор ки кажеш гевгелисувайне. И тук да трябва да кажа, що се дешава, край нема. За това един збор гевгелисувайне. Не, аз те разбрах, не би говори на мене. А защо е водич? Шо е ва книга? Да, пише, я, тук отдолу. Туризъм да не ми завърша на ти. Не, ама, сега, не. Не. Гевгелисувайне, водич низ една топлодушна Гевгелия. Поинтата ми беше, аз не знам. Водич низ пекало трябвало да би. Гледай какво. Шо сега? Тука мама е смърдя от мишки. Не, няма време. Чей сега аз да си кажа, не ли ме пита мене па сега? Да, Чекай малко. извини. Ай бе, намали го малко. Значи, гевгелисувайне, водич, защо водич? Аз пойма немах шо книга ки бидева. Нели, айде изпадна видма фатилите. Ти сега... Гевгелексикон, изпадна Гевгелексикон. Супер, книгата не ни очекавах от ки биде това шо биде. 10 годишни направя ваа година. Понудих на общините да издадат му в златни корици, ама сега избори мало ваа година. Добре. Абе, колко е дойшка танци има там? И сега, значи, после това биде айшо лафиш, после 5-6 години, изрики. И почнах тук нещо, викам, чеки, има Гевгелия много, всеки град има такви финтички, нели, ки направиш воа, ки направиш това, ки обележиш това место, име такво, име вакво. И ки ги обяснеш тия кратки, малечки точки, като се събрава едно 5-16-20, викам, и во може да би супер книгичка. Водич, затова, що като я вземеш книгата, можеш да си видиш шо как, нели, да се усетиш Гевгелия. Можеш да гледаш като туристички водички, как ще кажа ти. Можеш Туризъм има завършен. дрес от чува боя на кожов. Ако не знаеш, къщно так, не си видиш дрес от чува боя на кожов, си щиклириш, ти, нели, си го видел това нещо. Може баш да прошетиш Гевгелия низ ваа книгичка. Водич. Шо знам баш, ама... Варно е. Че ти... И кой трябва да чита ва книги са? Кой всаки може да читам? Може, мислам, она е на гевгеличани им повече им са топля душта. Как я читнат, знаеш. Интересна е и за други люди. Ти сега на Скопяни да им даеш да видят тук, они първо шо е ла. Ама... Да, лайки викат преведуват. Може и они да читат. Може да читат дедовци, баби. Я, например, на мене, мама и тато най-много им се хареса ваа книга. Не ли? Отците вие ще ги напишах. Значи, свемо само они я читат. Не само они сега, не сега. Може и децата. Мислам, кой сайш може да чита? Битно... Не ги учейте. Добре.
Кажаме едно правило, не смеем се смеем. Добре, Стефчо. Не говориш, що говориш. А ти, знаеш ли колко работи има оваа книга за Гевгилия, що не се напише? Шо? Знам, Шо правиме се? знам. Па гледай сега, Общината не доплатив. да не обяснувам аз цела книга. Не е бе да общин сега. Ним сега ти се в парта се въртиш. Значи, наслово не е така парднало на мене. Таман се ема бе. И пиши наслов. Водиш низ една топлодушна Гевгелия. Или една ми Значи, колко? една. Колко са? За мен е една, за тебе е друга, за него е трета. Значи, това е от мене вида на Че Гевгелия. може и аз да пиша. Значи сега и аз така видех работа, ти има толкова работи, а иначе има и още повече работи. Ама, Жешков, а ти дек ги пишеш? Сега, доста са 100. Стотина Така, кома. се пише. Това не кажах. И сега вътре има около 100 кратки разкажчина, упътства, как сакме можем да ги наречме, за как да усетиш душата на Гевгилия, топлата душа. Значи, ваа книга, аз си кажах, няма да има критики. Знаеме, от ти смърде, не знам, що смърде летно време, от зимта е къдеш, от и дубки има 300 орта копа. Не, ваги има бете. Значи, поентата ми беше да има тук само убави работи напишено. Бога ми тежка работа тази, ама си успял. Но, Фала. слушай, не, фала. Чакай малце. С шушки ти имаше насрана посветено за Ване и за Пецко. Знаеш и да го за- прочитам? Ки прочит, само да те питам нещо. С шушки и на Ванчо и на Пецко си му дадел шушки пари. С мой дел, що правим? Молчиш, а? И Люито лафът, Стефчо. Гевгилиева, пише ли там от Илюито муцки плямката, а? Се съзнае. Знаеш шо, и аз знам от и ти си по свирките. Да. Сватби, погреби, шо не е ли? Ей. И сега... И аз мислех се от и- погребам, човек, Ами то аз не станува, бе. Си викам пари има, може на него му е така малко духовно да се изпълне. Значи, отдек да знам, може Лафи, да да. навредо малко та чином. Лафите за пари слушам, да те да. питам. Ало. Тук съм су един изпадна. Су люги съм, да. Лафи, Стефчо, да слушма се. Стефчо, да бе, да, то книга ще го знае, да. Не, аз ки кажах Су сега. него, су Питма ми- нещо друго, ай. Ай, су люги съм ки те палвам после. Фала, и шо кажа? Кажа, ке, а прочиташ? Питма нещо друго, ай. Арно, Що имаш пишено там? да кой са парте от книгата на отмър. Айде, мой дел, нека, алал, нека. Защо сега? Саеш да знаеш на коя плажа ке лежим, да дойдеш да ми свириш, да та лепо миледарки? Казна, коси. Шо си ти? Знае, са гледате гилгиличанци. Види сега. И аз да лагах пари да вагим от книги, човек стварно ке си отворях бутик, стално това го кажувам. Ке продавах лимонада на границата там, скопяйне ке чекат по 2 сата, Добре. ке правях нещо друго. Сега Книги, за нето пишувайне и питам за- пари вагяйне. Ти Сайз да пари да не е тлапне, бе. знам, и аз почнах конверс да носам от лексикон от Караспалин из градото. Стварно, да си викам, ай едни патики бърам да си купа. Тия, още тия ги носи. И сега, Ай, сега си купиш нови. ме плашкаш. Арно, бе, не те питам веки за пари. Ай, те питам друго, прашам. Си размишлявал ли някой път да станеш поп? Защо? Що прашения сега ти са вие? Не ли за книгата ки лафахме? Ми поповто са най-платани пеачи в естрадата. А за пари. Е, сега и ти... Арно. Бог да опроста, дедо викше поп. Удойран, що ми беше делото. И аз Ама клизар съм, бе. не е се в парата сега, знаеш, богатство е, друго е, и друго е богатство сега. Добре, не се Не знам, сега озбил. не знам, що да ти кам за вие работа. Добро, деда, аз да питам, вие са праша на публиката. Поп. Ето. Мене не ме трасира, ти кам правя снъм ще да дойде. Няма ще да разговаряме ние. Ето, убаво праша. Защо на гевгилийски диалект? Сега пак да ме плюнеш, ако не чине. Добро, тамане. Защо на гевгилийски диалект? Как инак? Мислям на
Най-убаво е. Буквално беше идеята да се надовърза на предходните две книгички. Там не беа на диалект, там беа само зборчиинта, само изректе, а они беа протолкувани на литературен македонски язик, нели? Сега, ваа книга малко глупо ми се виде да пишеш един разказ на едната страна на диалект, на другата страна на литература. Не е това. Нека си биде автентично. И най-накрай, на първата промоция, ще ми дойде покойната веќе Снежана Веновска, професорка от факултета. Секака имиш. Да, аз съм по тия кругове, книги, миги. Значи, Кой не знае? и ми остана нейниот маабет от и стандардизацията на македонскиот литературен јазик се прави со тоа што се земаат диалектните подрачја на една територија, како што е нели Македонија. Да. Ја да не ја дължам сега много. Да, не, аз разбирам, на них им може до утре да лавме завод. Значи, Да, кој е да. мајчиниот език на един човек? Не е македонскиот, не е грчкиот, не е америчкиот, мислам англискиот. Мајчиниот е тоа на кој што прв пат пралафа детето. Си чујал некој од дечката малечки да пралафе прво на литературен македонски език? Гевгилийски. Но освен ти в кина, що се... Как ја удре джангър-бънгър, той е за них литературен език. Таман се, шо и фале. Не, арно е, не викам аз, али... И по-интересна е. А добре, малко ме са незгодно да те... Може ли така, без микрофон да те питам една работа, ако може? Шо е работа? Там седе. А защо са вие църтките тук внътре в книгата има А и църтка, Ч, църтка, бъртка, да не греши нещо ти работа. Дека ти е църтки? И църтки има, я отвори и тук там има някой църтка там. Над буквите. Навод, да. Като и предходните две книгички на диалекта, нели? Защо на диалектот и не е сега да се правиме ние гивгилчани на курназли. Обележан е акцентот как правилно да се... как правилно да се прочита збор. Значи, во гевгилијскиот диалект за правилен изговор на сите зборчиња акцентот мора да падне на вториот слог, од крајот на збор. Не бе, на третиот. На вториот, сега да не лавме за литературен македонски. А то не е исто. Значи, пошто тие са много, сите отстъпки от тоя втор слог, на трет, на първ, на втор, на 15, Ма са сбръка, отбележени. брат ми, ма сбръка. Тие што ќе читат си знаат и си има упътство тука на почетку, тя го сега да не го читам, акцентирањето во гевгелийскиот диалект се върши върши. Добро, не мора, да, добро, кажа. Айде. Не, ясно, ако тя греши нещо. Не, таман са църтките и много е тежко да се клават, ама ги кладех. Претежко. Как ти предне пишеш, как не ти предне не пишеш. Тежко е, тежко. Църчо, 12-то прашање. Пази, гледай ма убаво. Ке одме ли от тука негде на Гага? На Лейди Гага? Как ти кажеш? Кеме. Па Джоджи во каже го Пецко и Чигване веќе фатија мас там се. Тамо са? Пити нещо друго е. Значи ки смърди от Ване. Добро, нема. А не, меѓу нас да те питам сега, колко плюна за да се понаши с оваа книга? Скъпичко е. После короната на ваке, олеле мори майко, да издадиш книга, стварно веќе е интересно, ама може да кажем оти сега да се понашиш. Окей, може така изгледа, се понашам, ама... За парали луѓе или не? Да знам дали да пишем, дали се изплаки. Не, види сега, дали се изплаки пак за пари. Кешак сега ти кажем, зависи това от тиража. Тия сме бете поски ти ги обясням аз. Значи книгата е поддържана от община. Какво е там на Гага? Поддържана е от община Гевгилия. Да, поддържана е, значи 1/4 от цента ще трябва да се плата, за да се изпечата таква книга, а покрия общината до душа не е покриена на версия, сега е вземана. От инели избори и мало, па не може да и
спущат пари за проекти. за това. Нема отвора ви устата за тия И работи. има други люди тук ще помогна, некои ще остално са поддържувачи на такви работи, за да не даеш от джепот. И стварно да трябва да дадам от джеп, кредит трябва да Значи вземеш. само со луѓе би вева работи, Само со така, луѓе. сам човек за нигде. То. Това е. Това е. Очигледно е от сублиминацията и кохезивтивноста на емоционалната корелация со аналитичкиот пристап, што е методолошки застапан во книјата, има субметафизичка базирана координација. Може ли конклузивно да кажеме от истожирот е субверзивноста? Извини, ама ке може ли още еднъж да ме питаш за това? Да го прочитам още еднъж. Не, он не го разбра, ама е. Очигледно от сублиминацията и кохезивността на емоционалната корелация со аналитичкиот пристап, што е методолошки застапан во книгата, има субметафизичка базирана координација. Може ли конклузивно да кажеме от истожерот е субверзивност? Да. Свака част. Наистина ли ти я напишава, а? Не, ти я напише. А кой му го кладе? Чеки сега, как може да... И аз се напишах. Изпитма нещо, сега да ме изпитиш нещо. Може да видиш дали... Сега да кажеш дали аз съм... Дали аз сама напишал. Ама за да те изпитам трябва да знам. Добро. Сега Аз се напишах. Ама не я напишах, ти мислиш така буцни, такво... 2,5 години, може толкова от прилика, ама не са варкиш. Не е поезия, вдъхновение, па не знам шо, па айде, ки ти дое таквото, шарни. Во е собирачки един вид, не е собирачка дейност, сега, ако ме разбираш. Ти старо желе... Добро, да, тук сме. Па да, така нека, ки собериш доволно материал, и одиш му го продавиш. На кантар, свикиш, има ли тежина, нема тежина. Ки дадат ли близнаците или да отчално ми оттам нещо да им препрода. Та разберам, да бе. Да. А кой му го кладе? Името на книгата, кой му го кладе? Кой е кумо на книгата? Кумо, да. Гроф Радар. Името на книгата само са клаве. Сега не знам колко ке ме веруваш и тя и людито, значи мога да си кажем, аз и сериозно сакам да си кажем сбор 2 за книгата, колко толкова успявам, вероятно. Името на почетку кажах, значи он само са клаве. Никогаш не съм кладел име на книга, така ки са вики и почнеш да пишеш книга. Да. Значи, он ки си дойде. Първо книгата трябва да е горе-долу 90% готова и си иде. Он само ки си се каже на краята. Аз се помачих за това име. Да ти кам право. Та верувам, шо? И аз съм. Та верувам, не ми кажови на мен, аз знам как се пише книга. Шо значат тия коцките на краята от книгата? Да. Има позади съдържинта, во е идея на една моя другарка, пише тук на предната корица, да не я срамувам сега да читам. Що така си разменавме идеички, нели, ки биде нема да биде интересно, нема ке фате, нема да фате. Значи съдържинта на книгата от позади знаеш защо служи, да видиш кой разказ на коя страна е. Има едни тия коцкичките, пред всекой разказ има коцкичка. То е за да, например, взимиш сега, читиш некой, например, лепшо кръцки на смърдлива. Ако имаш апно на таков лепшо кръцки на смърдлива вода, сега ще клириш ваа коцкичка, от те е поминана, от те е усетана. И накрая така поминана ме... Това път... Нема кажу и добре ока е дома. Чеки сега, за това ти лафам. Ама не, за книгата ти лафам сега. И после това читиш друг разказ, си бележиш, си ще клириш, не ли? И накрая
ако я прочиташ цяла книга, можеш да си ги изброиш коцкичките в куп на 100, какви собериш, максимум, колкъв те е гивгилизмот. Да видиш колко си ти гивгилчанец. После ако я даеш на друг, може и он да си бележи с друго пенкало, па може да си мерувате. А на тебе колкъв те? Гилелизмът. Па на мене, виж сега, и аз, ако съм напишал, аз не ги изпълнувам сите вие 100. Добре, малечукте. Гивгилизмот, виж сега, сега да не се меруваме, кажах. Абе, сега да не... Сам да кажам, я, например, тук има разказ да го видиш Солун от Кожов, от Мала Рупа. Има таква приказка, и това го пише тук, от и летно време или не, как беше нощно време, ай светкал Солун, ама денски, можело и да се виде морето. Уф, некои чисти денове, не знам. И аз това го нямам видно. Значи и аз нямам стотка гивгилизъм. Това ме ама бето сега. Не ме клави в незгодно. Не е това поинтата. Добре, и аз да кажем... Важно, да, книгата служи и коти водич, и коти мерач, да си го измериш гивгилизмот колко в те и колко си гивгилчанец, да е от инели. Ние такви сме, малци сакме да са. Абе, аз ки си го мерах с тебе, ама... Знаеш, как да читам това книга? Искрено от душа, аз не може да те излъжам. Ти я прочита, не я прочита. Колко страни прочита? Па, види се. Не, отвори тя да дех. Ма да Се да. договориме да... Аро не е зима, къде ще подпалика. Нищо, не, слушай, види, аз пробах. Значи не въквам, не може да те излъжам на брат ми, на душа ти кажу. Пробах да читам. Ами аз се читам, знаеш, увецето, като си седнал, ме си саком нарада да се читам. Ама аз ги знам тия А, Е, И, О, У, ти знам да ги читам, течно ги читам. Самогласки. Самогласки, да. Знам течно да ги читам без проглед, никаков. Сега си седнал, аз увецето да читам, брат ми, и отвонка ма слуша само свакиш. Ма разбереш, брат ми трупнува башка, затворена от тази врата. Ми влеве у врата, у вецето. Вика, ти ва книга няма да читаш, ва безобразна книга. Она малак се други работи прав, ма разбереш? Ти па шо не читиш в себе, бе? Виж, не би текна на то. Ама добре, то не е предигра. Степче, що разбираш ти от такви работи, ва висока политика? И Доби ми вика, не, ти не смееш да читаш, ва книга безобразна е. И я она не може да дойде сега. Мене ма пущи, она е овецето още. А чита бе, шо? Ей, слушай, озбилен съм се. За последен път те питам. Сега. Ай. Стварно ли ти я напиша? Алба. Напишах и си кажах Вълшева на диалект. Па живи, здрави, ки ви име. Сега, кой знае? Има материал тук, много. Ама да оставаме да поживее, да видим дали ки заживее, шо ки се дешава и по-найки здраве. И аз напишах и ак сакиш и гледаш, пак и прочитам ще нещо. Може, чити ти, мене ми досади с от тебе да говоря. Почна от такмицата, не знам, да не Как от такмица? Пише нали те? Не те пише, Не, защо не те пише. гане каква? Как кажа сега, за да поживее, повелейте на по-ниска цена, на промоция книгата по 250 динара, а вие шо не ви са давени толкова, аз имам 2-3 имам, елайте отзади 5 за 100 дал. Фала пълно. Толкова? Фала и на тебе. Как не, друга вода даде. И аз не лафам. Доста е. Фала ви. Ма бетото е толкова.
Немам сценарио напишано, список со точки како ќе се оди и што ќе се оде, така да тук сме, се подружме, си кажеме лав два мабет, ама доста е, саат време се јаде за такви настани. Фала што дойдете и значи многу, пошто стварно не ми се прават некак многу промоции, ама вреде. Само да не се вообразум сега, тоа ми е проблем. Фала.